Ви благодарам, председателке, почитуван заменик министер. Јас, за разлика од моите колеги, кои што во текот на вчерашниот и денешниот ден кажаа дека ова е прв буџет кој што се кроел без да се консултираат буџетските единици, можам одговорно да кажам дека во случајот со Министерство за култура тоа не е така, туку дека министерот и тоа како е прашан и дека дал свој инпут во тоа како треба да му изгледа буџетот за 2026 година, и тоа се гледа веднаш по една ставка, а тоа е ставката за патни и дневни расходи, која е зголемена за 118%. И тоа само во разделот на Министерство за култура, не во разделот за финансирање на дејностите од областа на култура. Што значи дека во однос на буџетот за 2025 година министерот ќе има 118,9% повеќе пари за да го врти светот неколку пати. Би сакала да напоменам исто така дека од неколку други ставки се гледа дека министерот дал свој инпут, како например намалување на ставката за евиденција на културно наследство за 33%, што значи дека онаа девиза дека културното наследство треба да се приватизира, дека треба да му се даде на некој друг да располага, сепак ќе ја оствари и со тоа ги намалува и буџетските ставки. Исто така, ставката за договорни услуги е зголемена за 34%, што значи дека она што некој денес го искажа дека нема повеќе да се ангажираат лица со договор, на еднократно да се исплаќаат и така натаму, е присутно овде во овој буџет, и токму затоа можеме да кажеме дека министерот кажал што сака и односно што она што не сака да го прави во 2026 година. Во однос на буџетот за 2025 година, која што повторно нормално тој си го планираше сам, ставката за опрема и машини е намалена за 43%. Што значи нема осовременување на опремата во Министерство за култура, но затоа патните и дневните расходи и договорните услуги и тоа како се зголемени. Жалам што морам да го разочарам претходниот говорник, затоа што поддршката за дефицитарни кадри, млади таленти и почетници во културата за 2026 година е намалена за 34%, што значи дека младите немаат партнер во Министерството за култура и туризам, односно Министерството за култура и туризам останува заложник на поединци кои што овие денови имавме можност да прочитаме како ги се делат парите, односно кои биле членови на комисии, како си давале пари на своји оркестри и така натаму. Исто така, толку беше и од заложбата за промовирање на Република Северна Македонија надвор, затоа што ставката за културни центри во странство е намалена за 15%. Она што е исто така интересно, што јас укажував и на ребалансот оваа година, тоа е ставката за капитални дотации до ЕЛС. Таа ставка министерот имаше околу 335 милиони денари во добиени со ребаланс, и сега гледаме дека таа ставка се намалува за цели 77%. Да ве подсетам, ова е ставка која што се доделуваат пари на конкурс по Закон за култура. Тој конкурс се распишува во април месец и тие пари се распределуваат транспарентно на конкурс. Тој конкурс треба да биде јавно објавен на страната на Министерство за култура, треба јавно да бидат јавно објавени резултатите, време за жалба, да видиме кои се добитниците и докаде е реализацијата. Тоа се прави најдоцна во април, а не со пари добиени на ребаланс во јуни, односно јули месец, што значи дека или парите се потрошени, не знаеме како, или не знам што се има случајно со оваа ставка, па зошто сега за во 2026 година толку многу се намалува. Не видовме резултати јавно објавени, повторно ќе кажам, не видовме конкурс јавно објавен и не видовме што се случи и како Министерство за култура тие пари ги распредели понатаму меѓу единици на локална самоуправа. За жал, со околу 20% зголемување во буџетот ќе се спасува културното наследство. Видовме како досега се третираше културното наследство. Министерот од партиската говорница пред да стане министер најавуваше невиден буџет за спасување на културното наследство, меѓутоа еве културно наследство во опасност во однос на 2025 година има 0% разлика.
и уште многу други зафати со кои што се третира културното наследство немаат никакво или незначително покачување во својот буџет. Она што исто така сакам да му објаснам на претходниот говорник е дека тие разлики што ги гледа во однос на библиотечна, издавачка дејност, музичка и музичко-сценска е за плати. Затоа што иако министерот за економија, мислам дека беше, кој што истакна дека да, ќе има одредено зголемување на минималната плата, тоа значи дека почитувајќи го, ако се допочитува колективниот договор во култура, кој што моментално се наоѓа пред Уставен суд и е оспорен за да се раскине нормално, со кој што конечно културните работници добија соодветна награда и надомест за својот труд, сега е пред Уставен суд и така да не знаеме дали овие покачувања ќе бидат за нивните плати, кои што согласно минималната плата треба да се покачат, или треба да бидат за нови вработувања, меѓутоа тоа сепак останува да го видиме како што за се друго во областа на култура дознаваме отпосле. Вчера некој спомена дека овој буџет се базира на стабилни извори, а она што можеме да го видиме од буџетот на Министерство за култура и туризам е дека многу голем дел од своите средства планираат да ги добијат преку донации. Како што кажав, ставката за опрема е намалена за 27%. И вчера имаше една изјава дека се загрозени платите и пензиите, и тоа е точно, затоа што моментално, како што кажав, колективниот договор кој што се потпиша во 2020 година и кој што представуваше тотална спротивност на се она што се случуваше во изминатите години, кога коефициенти се делеа по телефони, е моментално пред Уставен суд и не се почитува. Ако земеме во предвид дека во Министерство за култура и туризам не се исплаќа ниту 30% за 30% од вработените, дека тоа се прави повторно по некој клуч кој што му е непознат на јавноста и дури на моменти на самите вработени, дека културните работници заклучно со 2024 година добиваа покачување на платите и по општиот колективен договор и по нивниот колективен договор кој што се потпиша во 2020 година. Тоа од 2024 година натаму не е така и веќе од 2026 година, односно 1 јануари 2026 година, стравуваат дека платите на административците во културните установи ќе се намалат меѓу 15 и 20 за 15 или 20.000 денари. Она што исто така е зголемено за цели 151.000 денари е тоа во разделот за финансирање на дејностите од областа на култура се договорните услуги, што значи дека повторно вработувањата, односно она што би требало да означува трајни вработувања за да се надомести тој дефицит на кадар, особено во дејноста на заштита, нема да се случи, туку тоа ќе се решава преку договорни услуги. За крај ќе ми дозволите да споменам нешто што навистина е многу евидентно во овој буџет, нешто што на ребалансот и колегите од владачкото мнозинство ветија дека ќе внимаваат тоа да не се случи, а тоа е намалување на буџетот на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик за 91%. Овој инспекторат е заснован со законот за употреба на македонскиот јазик, кој што колеги сите заедно го донесовме во јануари 2024 година, последна долга, успешна и плодна дебата, кој што на ребаланс, кога се намалија средствата за негово функционирање, рековте дека заедно ќе внимаваме на овој процес, дека нема да дозволиме тој инспекторат да не профункционира, за потоа да поднесите измени на законот, каде што инспекторатот за употреба на македонски јазик, кој што требаше да биде на едно доста високо ниво, се намали на ниво на одделение, односно одсек во Министерството за култура, за сега на крајот да добие во однос на буџетот од 2025 година 91% намален буџет, и тука е веќе јасно дека министерот и тоа како имал увид во креирањето на својот буџет. Она што е исто така намалено е, односно не се ни доделени никакви средства, е адаптација на старото училиште во село Љубојно во Центар за промоција на македонскиот јазик. Ова училиште, односно овој центар, кој што има
кој што беше направен според проект кој што имаше за цел и да има семинари во него и да го посетуваат ученици, студенти и странски државјани кои што сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, во 2025 година беше оставен со 5 милиони денари за негово завршување и оваа година гледаме дека се тие истите 5 милиони денари, а таму нема никакво придвижување на работите, напротив, се е стопирано. Исто така, реконструкцијата на објектот на Музеј на Република Македонија е намален, буџетот е намален за 33%, а да ве потсетам дека таму се во овој момент на ревитализација иконите кои што ги вративме по првата државна реституција во 2023 година, тие 21 икона кои што ни беа украдени во 2013 година и кои што се согласивме сите заедно, двете влади, цела држава, власт и опозиција во тоа време, дека откако тие икони ќе се ревитализираат, ќе бидат изложени за јавноста да ги види, откако ќе се реновира галеријата на икони кој се наоѓа токму во тој музеј. Од тоа нема ништо, напротив, таму ништо не е поместено, има нови 34 икони кои што не знаеме до каде е процесот за нивна реституција, кои што исто така се украдени од црквите од Струшко-Дебарско во далечната 2013 година и сега кога тие би се вратиле, кога и да е во наредните години, ќе нема каде да се сместат, да бидат изложени за јавноста да ги види, токму заради тоа што упорно се одземат средства од реконструкцијата на овој музеј. Како што кажав, инфраструктурните проекти во општините се намалени за 77%, гледајќи го разделот за финансирање на дејности во областа на култура, и тоа кажува се за приоритетите на Министерството и на Министерот за култура и туризам за 2026 година. И мене ми е многу жал што од нешто што заедно го направивме во јануари 2024 година не можеме да видиме ништо, а тој закон, ако се сеќавате тогаш и во јавната дебата, рековме дека редно е да го донесеме после 18 години, затоа што веќе излезе од функција и воспоставувањето на ваквиот инспекторат беше токму после тие 18 години да имаме механизам за да се бориме за усовршување, негување, чување на македонскиот литературен јазик. За жал, тоа нема да го видиме ни во 2026 година, затоа што и самата директорка која што беше назначена изјави дека нема услови за работа, не гледаме вработување на лектори во Министерство за култура, не гледаме на објавување на огласи за лектори по другите државни институции кои што немаат, а сето тоа требаше да биде направено токму преку оваа ставка. Јас само се надевам дека од овие зголемени патни трошоци, ставката за патни и дневни расходи за патување на министерот, дека наредна година или таа другата ќе ја погоди правилната конференција за УНЕСКО, која ќе се одлучува за нас, дека нема да оди на конференцијата за УНЕСКО, каде што ние не сме точка на дневен ред, каде што само се уредуваат некои нормативни работи во однос на работата на оваа организација и дека наредниот пат ќе превземе мерки за зачувување токму на овој регион, кој што овој пат наместо тој да оди да се залага министерот за надворешни и вице-премиерот за транспорт за статусот на овој регион, додека пак уште не видовме тој што правеше 10 дена во Америка со неколку луѓе, ниту пак видовме нешто, односно не видовме никаков фидбек од неговото патување во Јапонија. Ви благодарам.